Дури имавме од барање од еден клиент, те молам, вика, да ми купуваш вика акции, вика да содржат вика името Македонија внатре. И се што направи, имаш Мак Петрол, Мак Стил, Македонија турист. Ме разбира, значи тоа ете некој дури такви преференции има. Имам актер крши мене, да кажеме, нема време да се бави со своите финансии. Едноставно, бидејќи си е професионалец во својата дејност, иако има многу знаење во делот на вложувањата, сепак нема време секој ден да седнува и да ги гледа финансиските извештаи кога ќе излезат, да ги анализира компаниите и така натаму. И нашата улога тука на пазарот е за таков тип на клиенти кои што од своето работење генерираат пари да управуваме за нив. Јас ти велам, на почетокот сум почнал со минимални средства. Никогаш не сум верувал во тоа дека треба да возам кола од 70.000 евра за да се чувствувам финансиски слободен, него напротив, поинаку ќе ги вложиш тие средства. И да, сум знаел дека кога паѓа, дури мислам дека последните 2 пати кога паѓаше берзата, кога ќе се чуеме со нив, знаеш дека берзата, викам, знам, ајде купиме. Донесува Macintosh компјутери Apple. И тие беа тогаш почна да ги прават малку пофенси, со некои прозерни пластики, со шарени пластики. И доаѓаме не влагаме во еден магазин во школото, деца бевме не во средна школа и гледаме таму и директорот века да си имал као компјутери. Не века оставете усисивачите, не се зезе. Значи директор во тоа време мислеше дека се тоа усисивачи и дека му ги дали од USA. Macintosh-ите, тоа е врвни компјутери, мере. Што да правам со моите пари? Каде да ги вложам? Како да управувам со нив? Дали да купам акции, дали да ги штедам, дали да купам станови, да купам нива. Сите тие прашања се прашања за нашите гости во овој подкаст. Коста Костадиновски, Бијана Станковска-Арсова и Дејан Лилики. Костадиновски и Станковска-Арсова дел од Capital Asset Management и Capital Финансиски центар и Дејан Лилик, познат актер кој што е нивни клиент или партнер, како се? Партнер, не, соработник. Соработник. Клиент, пред се клиент, соработник и пријател. Долгогодишен. Долгогодишен, Еве, да. наместо нив да ги прашам, со тебе ќе почнам. Ако. Тема финанска слобода. Да. Многу важно. Финансите може, ако имаш многу пари, си слободен. Што е тоа финанска слобода? Па, у принцип е најпросто јас ќе кажам што е за мене финансиска слобода и тоа што го дискутирам со моите пријатели. Значи да можеш да си приуштиш, да имаш живот и сето она што ти е потребно доволно за да можеш да го живееш животот така како што треба, без да се ослонуваш на потрошувачки кредити, да речеме, или брзи кредити кои се нели популарни во последно време. Но таа исто финансиска слобода да може да ти овозможи да не размислуваш за иднината, за одредени сегменти во твојата иднина, пред се да кажеме за образованието на твоите деца, ако сакаш да ги образуваш понатаму, или пак да речеме финансиската слобода ти овозможи да можеш и да отидеш и на некое патување, а при тоа повторно велам да не се заглавуваш со одредени кредити. Сега во самите неколку прашања што ги постави ти Столе од типот на како можам да штедам, каде да штедам, зошто да штедам и така натаму, тие прашања можеш да ги најдеш веројатно и на интернет или да ти каже директорот ChatGPT што треба да направиш, но бидејќи ние доаѓаме, како што споменав претходно, од еден друг систем, од едни други навики, како се штедело, во што се инвестирало, што мислиме нели од генерацијски што е најдобро, дали е тоа купување стан, значи некретнини или земја, или пак сега да ги заглавам парите во некоја куќа од 3 спрата за моите деца да ги направам по прашање дали ќе живеат, па после пропаднала куќата и така натаму и така натаму. Јас секогаш на моите пријатели им го кажувам мојот личен пример. И со личен пример е најдобро да ги убедиш, односно да им кажеш што си направил ти за себе и за своите деца, за своето семејство, па нормално изборот е на секого, дали ќе сака да го
примени тоа, да тргне по тој правец или не. Јас секогаш мојот личен пример го кажам уште од таа 2005 година кога го имам чуено тоа, за инвестицијските фондови и за акциите, кај нас тоа го немаше, немавме таква традиција на штедење, понатаму преку познанството со Билјана, преку една финансиска едукација, дојдов и до Илирика, па Илирика преку Илирика до Капитал, Asset Management, каде што сум пресреќен и затоа сме и пријатели, пред се и соработници и си помагаме едни на други. И мојот став е секогаш ги упатувам моите пријатели, добри пријатели, нели? Да не им кажувам иди да се коцкаш на црно или црвено, него оди по овој правец. Не пишува ливчија во кладилници. Види, некој го прави и тоа. И тука не можам да му го забранам никој. Јас само кажувам што мислам дека е подобро. Подобро е да оди во овој правец, најчесто го давам телефонот на Билјана, на Коста, одат во Капитал, ги информираат се од почеток до крај. Што е, кои се возможностите? Сега, на пример, пред 20 на години имавме една, потоа две, сега има многу повеќе возможности и да се дисперзира капиталот за да биде посигурен. И морам да ти кажам, многу често сум доаѓал до ситуација и се уште сум разочаран што луѓето, дури и мојата генерација, не го разбираат тоа, но од друга страна сваќам и зашто не го разбираат, зашто не имале допир со такво нешто. Баукот е голем. Слично е нешто како кога некој се плаша да каже дека одат на психотерапија, нели, да разговараат со некој, одма е ставот дека имаат нешто ненормално, дека се луди, дека имаат психички проблем. Не, едноставно треба да разговараш со некого за да субјективно мислење, не, него објективно мислење од некој друг човек. Така и се случајот и со финансиите, со штедењето. Значи, мислам дека најдобар начин е некој да ти покаже на лице место историски наназад што се случувало и тогаш можеш да предвидиш, односно може да се предвиди дека нешто што ако имало генерацијски 20, 30, 50 или 100 години успех и има нешто, некој раст, тогаш иднината е тука. Тоа им го препорачам најчесто Капитал да одат и јас имам време да им го кажам, но они многу постручно ќе ти го објаснат тоа и на многу по Се случаи треба да кажем начин. Вие магионичари, врачеви, тоа го оставате на тие другите дека треба да им ги кажете и ризиците и сигурноста, сите тие работи како информации да ги имат пред да влезат да соработуваат со вас. Лилиш уште едно прашање. Да имавме сега во живо, да бевме, одмак имаше прашање од кај на глумец пари да игра на берзи, да пак се враќам на тоа прашање, колку пари се потребни, значи глумците обично не важат за многу богати, поготово не у Македонија. Така е, но сега ќе ти кажам, затоа велам јас никогаш не сум почнал со од 100.000 евра. Никогаш сум ги немал тие пари, почнав со многу ситно. И тие пари со тек на време, затоа велам, не очекував дека тоа ќе се случи оваа година да вложам и за 2 години ја да бидам милионер. Јас го знаев дека тој принцип е невозможен. Возможен е ако одиш веројатно спротивно од законот за некој нешто. И тоа го знаеме како примери дека постојат такви работи. Но во овој принцип, она што го имаш заштедено, значи дел, зборуваме не се да дадеш, него да живееш и некој мал дел на страна што ти е, можеш да го инвестираш. Јас сега, например, на еден мој пријател кој вика, ама ја немам што да дадам, викам имаш. Пушиш цигари, трошиш за кладилница редовно и кога му ги израчунав колку е тоа, да кажеме, на неделно ниво, он вика, мене ми одат доста пари неделно, значи околу 100 евра неделно му одат туку така расфрлани, значи на месечно ниво се 400 евра. 400 евра да почнеш полека да ги заштедуваш. Пуст му правиш здравствена услуга. На крајот на краиштата, или дека намали малце ако ништо друго. И на некој начин се почнува со ситни пари. Јас со многу мали ситни пари почнав си тие се оплодија и на тој начин. Затоа велам не е од денеска за утре, него потребни се години. Но сега можам да кажам дека можам да бидам спокоен барем во однос на моите 2 деца за кои мислев дека едукацијата сега е известна, дека можам да ја платам, односно да инвестирам во нивната едукација, што и да сакаат да студираат. И со математиката, обично,
Се скарани уметниците. Да, ја не сум некако скаран. Јас математика сите бегаат, зашто одиш таму? Талентиран си, нема и математика. Кај мене важи едно правило, и тоа моите колеги го викаат. Тука треба да сметаш, треба математика малку. Добро, да, треба математика и кога ќе се едуцираш, ќе сватиш дека и таа математика не е проблем. Математиката е секаде, тоа го зборевме. И на сцена има математика, и во музиката има математика, и во животот секаде околу нас е математиката, но важи едно правило непишано кај мене, кај моите колеги. Ќе работиме, договарајте ги хонорарите со Дејан, Дејан нека ги договара за секаде. Да, и така да ми иде математика, но и тоа не е правило. Не мора да ти иде математика за да го правиш ова тука со фондовите и со акциите. Едноставно само треба една здрава логика да вклучиш. Бијана, финансиската слобода ти е омилена тема. Што е тоа? Слобода да имаш многу пари, многу ангажмани, да имаш доволно средства и многу слободно време, да не бидеш роб на имотот како господин, само да береш плодови, а друг да управува и мисли за тоа. Добро. Финансиската слобода, секој различно ја доживува. Еве Дејан кажа како тој ја доживува финансиската слобода. За мене финансиската слобода е повеќе мирот и спокојот што човек може да си го обезбеди, кога ќе има создадено во текот на својот работен век одреден имот, на кој може да се количината на парите, туку психолошкиот момент, но и количината на имот, не на пари, не на кеш, туку на имот кој што може да го стави во функција да му носи приходи, а да не работи. Количината на перспектива мислам дека е најсоодветен. Идна, така. Количината на идни парични текови. Да. Тоа е стручно кажано, Коста го кажа, како јас го замислувам тоа. Работам веќе 25 години, може би и повеќе. Море 30 години работам. И сега, да речеме... Не прашуваме за години. Не, колку години работам, не колку години имам. Работи од дете, од една година, две. И поентата е додека работи човек да си создаде на другата страна, да не ги троши сите пари што ги заработува, да се научи да ги заштедува, да ги инвестира, со текот на годините да ја зачувува вредноста на парите и да ја зголемува. И кога ќе дојде во момент да рече, окей, веќе јас немам потреба да работам ако сакам, колку што сакам и слично, меѓутоа, јас сум обезбеден финансиски од тоа што сум го создал во имотот. Генерално, порано, нашите стари, да кажеме, тие што имале еден стан, два стана и ги издаваат, живеат многу подобро од пензионерите кои што живеат само од државната пензија. Така? 2 стана ако имам создадено во текот на животот, и ги издавам по 300 евра, еве рековте дека од прилика се, тоа се 600 евра. А просечната пензија е помалку од 600 евра. Така? Значително помалку. И сега, тоа биле можностите кои што ги имале нашите предци. Да вложуваат, тие што имаат повеќе средства во имоти, во станови. Денеска постојат финансиски инструменти кои што ни носат, како што се фондовите и акциите, ни носат сериозни приходи и профити и на долг рок ние можеме да си создадеме имот и да живееме од дивидендите. Значи, ако филозофијата кај недвижностите го издавам станот, живеам од киријата, кај вложувањето во акции е со текот на годините моето портфолио да стане доволно големо, за да може дивидендите кои ќе дојдат, тоа исплата на профит од компаниите, да ми го покријат мојот нормален живот, сите мои потреби, а јас да сум слободна, да го имам слободно време. А имотот да ми остане. А имотот останува и тој е наследен. Значи, малку околу визуализацијата кај нас, клиентите кои доаѓаат кај мене и кога разговараат, знаеш, недвижноста ми е сигурна, вика. Што е со акциите? Исто си акциите сигурни. Исто како што гледам недвижноста, треба да ги гледам 3, 5, 10, 20 компании во кои што ми се вложени парите. Така, пошто недвижноста исто така не ни гарантира колкав приход ќе добиеме од кириите. Сега го дискутиравме тоа, дека кириите едно време беа оправдани. Во 90-тите години
Луѓето си селува од своите станови да ги даваат на Умпрофор, UNDP, ако се сеќавате, беа огромни кириите во однос на вредноста на становите. Тоа беа огромни приходи што ги добиваа. Денеска, на овие ценовни нивоа, на кои што се дојдени недвижностите, а ниските кирии при тоа, не е оправдано да имаме такви повеќе инструменти. Значи, кај нас доаѓаат клиенти кои што имаат по 3, 4, 5 недвижности. Поентата е секогаш, ако сакаме правилно да управуваме со парите, да ги диверзифицираме имотите. Да, треба да имам стан во кој живеам. Може би уште една дополнителна недвижност, која што ќе ми носи помал приход, ама ќе ми дава поинаков... Државата треба да ја земе во предвид. Што ако дојдат некои полеви така, па да го триплираат, не, може 10 пати да го зголемат данокот на трет, четврти стан, недвижност и така натаму. И таа даночна политика. Тогаш ќе се намалат вредностите на становите. Нема може секој да ги плаќа. Тоа се случи во Грција, мислам баш во кризата, европската должничка криза кога почна и кога почнаа да спасуваат европските држави Грција од таа криза. Што се случи со недвижностите? Воведоа големи даноци, грците не можеа толкави даноци да испорачуваат, па становите во Солун едно време и на Халкидики беа енормно ефтини. Зборам за 2013 година, кога пред 10 години. Не, сакам да кажам дека секогаш е потребна диверзификација. Океј, има луѓе, ја на пример немам недвижности, освен станот во кој живеам и една куќа што имам добиено во наследство од моите, односно спрат од куќа. Други недвижности немам затоа што мене ми се првин ми е проблем тоа да одам да ги издавам, да наоѓам кираџи, да наплаќам кири, па си заминале, па повторно треба да бараш. Едноставно не сакам да си го трошам времето со тоа. Од друга страна имам 2 сина кои што не знам дали ќе се вратат тука да живеат или ќе живеат некаде во странство, зашто би се заглавувала да имам имот овде, а тие живеат некаде на друго место. Тогаш дел од акциите што мислам да им ги дадам, да им помогнам, нели, ќе ги продадам и ќе им ги дадам. Значи, многу се акциите поуновчливи, полесно ликвидни. Се случувало клиенти кај нас со портфолио од 100-200 евра да им притребаат средствата ете за обезбедување на живеалишта на деца и слично, да им ги уновчиме во 5 до 7 работни дена. Значи, оди стан продај за 5 до 7 работни дена. Првен додека го издадеш, па додека дојдат агенциите, па додека се најде купец и слично, па дали ќе ја добиеш таа цена или не. Значи, сакам да кажам дека имаме поликвиден имот кога сме во акции. Не викам дека човек треба сите имоти да ги има во ист инструмент, меѓутоа сметам дека оние граѓани кои што имаат повеќе имот, дека треба да го стават, ако имам една недвижност, една портфолио од акции, треба да имам во иста вредност. Па повторно сакам да купам недвижност, океј, недвижност, па уште едно портфолио од акции. Значи, не да биде све во еден финансиски инструмент. Го спомна Дејан и златото како расте. Има фондови кои што се вложуваат во компании кои што го произведуваат златото, златен фонд кој што исто така корелира со цената на златото. Значи, таа диверзификација можеме да ја направиме и преку финансиските инструменти, различни видови на инвестициски фондови, акции во различни компании и слично, и на таков начин да си направиме едно портфолио во текот на работниот век на имоти, кој што утре ќе речам, океј, не работам веќе, ќе добивам дивиденди, ќе добијам кирија од некаде и на таков начин ќе си обезбедам спокоен живот, без да се потпирам на тоа колкава ќе биде пензијата, дали ќе се зголеми 1000 или 2000 денари, пошто да се разбереме, живееме во капитализам. Значи, суров е системот како таков, меѓутоа, капитализмот значи дека ние што работиме и заработуваме пари од нашиот труд, треба да создаваме капитал. Толку. Што е слобода за Коста? Дали да имаш доволно да заработуваш и да си создадеш доволно слободно време да можеш да гледаш Формула 1, трки, автомобили, тоа што е хоби и паси. Дефиницијата за финансиска слобода е да не го смениш животниот стил и трошоците што ги имаш, а при тоа да не зависи финансирањето на тековните трошоци од одењето на работа. Значи, да не работам, а денеска да имам 1000, 2000, 3000, 5000 евра, во зависност од тоа каков не е животниот стил или кои се потребите на индивидуата или на семејството.
да ги има обезбедено тие пари од алтернативни извори, дали ќе биде тоа кирија, дали ќе бидат дивиденди, дали ќе бидат камати, дали ќе бидат купони на обврзници и така натаму. Така да веќе ние имаме во нашето портфолио на клиенти луѓе кои што имаат сериозно високи износи под управување кај нас, кои што се во некои години каде што ги берат плодовите од нивните долгогодишни вложувања, значи од некои веќе милионски портфолија има во евра, каде што клиенти земаат по 30, 40, 50 или 60 илјади евра во година да си ги повлекуваат само како дивиденди, и тоа, верувате, не се мали пари за било кого, тоа му се фактички парите на човекот на 70 и кусур години, кои што му се по 5000 евра во месецот плюс. При тоа имотот се уште му стои во акциите, а тој има покрај пензијата и покрај бизнисот кој што им го остел на децата и така натаму и на внуците, има сериозен независен приход и нешто што ќе остане како трага по него, по заминувањето од овој свет, пошто не сме сите вечни, работиме за децата, за внуците и за генерациите кои што доаѓаат. Значи, тоа е ние веќе гледаме примери, значи низ ова долгогодишно искуство на луѓе кои што ја живеат својата финансиска слобода во реалноста. Па така замислете се на 70 кусур години, немаат работни обврски, си живеат со своите партнери, убави пензиски денови, си престојуваат каде сака, дали сака да оди во фирмата, оди во фирмата, дали сака да седи 3 месеца на море или ќе седи 2 месеци на планина зимото или кида не знам какво патување, се тоа одлуки кои што он одлучува, нема никаков ограничувачки фактор, имајќи во предвид дека има доволно капитал. Значи тоа се реални ситуации, меѓутоа сето тоа е нешто што не е дојдено преку ноќ. Сите тие имоти се дојдени преку макотрпна работа, преку тековно издвојување, значи правење на некакви акумулации, носење на правилни одлуки, слушање на правилни советници, значи тоа е резултат на така долгогодишно, дисциплинирано и конзистентно вложување, при тоа користење на добри и адекватни директни прашања. Консултанти. Спомена некои износи суми. Колку пари имаш најмногу заработено со тие и колку имаш изгубено? Ако може така да го... Изгубено се и заработено, не знам, може би... Тоа изгубено е моментално, може после... Моментално, вака најголем шок линарно на сите... Дали паника го фаќа? На сите акции... Не заради кошта, него заради клиенти. Да, линарно на сите акции, губење најшокантно беше короната. Значи, тоа го спомнав претходно примерот со Алкалоид, која, не знам, една сосема нормална компанија која што не беше допрена од короната и се намали незината вредност за 40%. Се може да замислите компанија која што беа во бизниси како угостителство и туризам, например, кој што беше погоден секторот од короната, што се случувало со тие цени. Значи имаше 70% минус, 80-90% крузерите и така натаму. Ако се сеќавате на тие. Значи тоа се стварно шокантни моменти, меѓутоа со правилни реакции и од тоа сме извлекувале, не само што не сме трпеле штета, него сме ваделе и бенефит. Од друга страна, некои сделки генерално каде што сме направиле големи пари одеднаш, има повеќе такви. Не знам, можеби би издвоил, пошто и нашиот стил на вложување е акумулација и купување долгорочно на нешто што мислиме дека е добро, значи сме го анализирале добро, сме направиле сите потребни анализи и математики, ја следиме теков на компанијата и викаме дека оваа цена е ефтина цена и тука купуваме акции, пошто имаме разлика помеѓу моменталната пазарна цена и тоа што ние го гледаме како незина објективна реална вредност на компанија. Како реагира Костадиновски? Го фаќа ли паника кога има такви големи турбуленции? За берзите се користи терминот берзански шпекуланти, са тоа Сорос го кажува сега, па и сега ова со тарифите е интересантно. Не е едноставно, не е едноставно. Сите клиенти ти звонат на врат, ти висат, ти... Не е
не е едноставно. не е едноставно. Јас сега тоа го поистоветувам како кога разговарам со клиенти кои што се со нас или кои што сакаат да не се придружат, некако го ставам тоа во некој пример или во некоја паралела со управување на авион. Така и на пилотот не му е сеедно кога има 200 патници позади себе и ќе влезе во некоја сериозна турбуленција. И него сигурно не, и он сигурно не ужива додека го вози авионот низ турбуленции, меѓутоа се учел да помине низ турбуленции, поминувал пред, има искуство во турбуленции, знае што треба да направи во турбуленции, знае што треба да направи во ситуација кога ќе дојдат некои дури несакани ситуации, знае како да изреагира, да смири кабината, па многу често кога се возиме во авион, така мислам се возел во еден лет стварно сериозен, мислам слетувавме во Холандија на пролет, кога е сезона на ветришта, мислам слета во авионот во Айндховен на 100 на сат ветер доле. Значи ужасно. Ја бев внатре со цела фамилија. Например, крилата има отклон по 2,5 метра, како птица беше авионот. И се јавува пилотот, почитувани патници, мислам, ние во сосема нормални услови за слетување во Холандија на пролет, тука е сезона на ветрови, ќе има малку потурбулентно слетување, меѓутоа бидете сосема спокојни, нема никаков проблем. И знаеш, и сега имам некои слики што сум ги гледал после тука вака со фамилијата како седиме и правам некои шеги на децава, така. Жена ми фата на седиштето вака го држи авионот со ногти, знаеш. И тие ситуации низ кои што праќаат клиентите низ такви турбуленции. Можеби еве Дејан може да посведочи за некоја ситуација, пошто он 20 години видел и сито и решето поминал. Со нас сме поминувале и тоа не се едноставни ситуации. Ја викам кога се вариш внатре, кога збориш се од дистанца за алкалоид била 14, паднала на 8, а денеска 28, супер, хепи енд. Ама кога се внатре во казанот на 8.000 денари, кога се вариш внатре, од 10, од на 9,5 на 8.000 денари, не е едноставно кога ти се топи имотот пред очите. Од една страна имаш емоција те фаќа нервоза, од друга страна знаеш дека е моментот, од друга страна треба да натемпираш моментот, да не изреагираш пребрзо, да фатиш некој поадекватен момент, да направиш проценка до каде може да отиде таа ситуација. Значи тоа се моменти, тука е пресудно, мислам, искуството во и историјата во тргувањето, значи колку повеќе човек гледа такви работи, толку поискусен. Спомнавме пик на македонскиот пазар, на македонската берза во 2007 година. Имаше една компанија, да не именувам се, менаџментот на компанија која што имаше акционери од Грција, кај нас. Компанијата имаше сериозно покрај својот бизнис тука, имаше сериозно портфолио на акции. И менаџерите беа грци и разбрале дека има некој портфолио компанија. Мислам нешто што него не гледале кога купиле фирмата. И ги гледаат акциви, гледаат на какви цени, значи нив ги фати паника во сред 2007 година, во најголемиот пик, ние се чудевме што продаваат грциве, што се паничираат, гледаш убаво си расте берзава, а они пред 6-7 години во 2000-2001 кога го спомнав во самиот вовед, нели, кога беше во Грција кризата, они го гледале филмот, они точно знаеле што ќе се случи. Тоа беше тоа искуство кое што ние не знаеме, не мислевме све што лета, све се јаде, така си идеш, си купуваш. Акцијата село вечно ќе си расте, меѓутоа они видоа ситуација, изреагира, ги продаде, викам, Грција глупи, викам, ги спродадоа акциите на ниски цени, пример порасна акцијата, после тоа на пример акции што ги продадоа порасна по 20, 30, по 50%. После се здробија минус 80%. Значи, тие искуства и знаења кои што треба човек да ги примени, да ја согледа ситуацијата, реалноста каде е, и применувајќи такви знаења, искуства, собствени, туѓи искуства од книги, да се изреагира правилно. Тоа е суштината. Јас само би додала на тоа како реагираат и клиентите и тоа со звонењето на телефони. Го исклучуваш телефонот. Генерално ние работиме на кризата кога е најдобро. Зошто? Имаме еден принцип на работење каде што сите наши клиенти сакаме добро да ги едуцираме, баш кога ќе почнат турбуленциите да се смирени. Не тогаш да реагираме. Значи тогаш реагирањето, пошто има јаки емоции негативни, се проблем. Што правиме генерално? Клиентот кој ќе дојде првин го соочуваме со сите можни сценарија.
одлични сценарија, меѓутоа и сценарија каде што ќе се случат такви турбуленции. Како пациент на лекар се тргнува најлошото мора све да се објасни. Значи, јас и генерално како компанија имаме таков став дека нашите клиенти кога ќе влезат во работа со нас, веќе да се спремни дека утре може да почне турбуленцијата. Знаеш како викаше Тито? Ние да бидеме спремни дека утре ќе биде војна, ама да се надеваме дека цел живот ќе живееме во слобода. Народ што има таква младија, не треба да се плаши за едината, исполна. Како и да е, значи тоа учење на клиентите почнува од моментот кога влегува кај нас во канцеларија клиентот. Или одиме ние кај него, ако е нели од друг град, генерално доста често ги посетуваме и им ги објаснуваме сите можни сценарија на добар раст. Значи ние имаме од 2022 до сега дуплирани портфолија, меѓутоа сме имале и периоди на трпење, тоа беа годините 12, 13, 14, 15, значи 5 години клиентот вложил пари и се уште нема вредност на неговото портфолио на колку што претходно вложил средства. Ако не довложувал. Затоа ги обучуваме, најчесто и семинари работиме со нашите клиенти, специјални клиентски семинари, каде што се обидуваме да низ примери од минатото им дадеме на знаење што значи турбуленцијата и како тогаш треба да се реагира. И генерално телефоните не звонат, ние сме проактивни. Повеќе звонат кога нема криза, така? Генерално звонат на почетокот, кога ни е нов клиентот. Значи, кога еден клиент ќе се соочи со ваков тип на вложување, првата година, втората, генерално, почеста комуникација. После тоа, со Дејан, например, ако има потреба, ќе се јави еднаш годишно, јас ќе му се јавам еднаш годишно. А на почетокот се јавуваш? Освен за тоа што се дружиме и се зезаме и сето тоа, сме си другарчиња и фамилиарно и све, тоа е приватниот дел, меѓутоа за работата конкретно, ако има нешто, ќе се јави, дечки, имам нешто плюс пари, дали е време сега да ги пуштам, значи толку, или ако почне турбуленција, генерално ние имаме пристап еднаков до сите клиенти, ги собираме, им даваме информација, сега е време да докапитализирате, односно да довложите нови пари, доколку ги имате. Тоа е таа докапитализација. Значи, денеска сум вложила јас 20.000 евра. Тоа се случи во 21 година пред да почне руско-украинската војна. И генерално имавме намалување на вредноста на портфолијата 20 до 30%. Дејан може да посведочи тука. Ние веднаш кога видовме што се случува, а веќе ни беа пласирани средствата во добри компании, кои што и онака после година, 2 или 3 ќе се вратат на тие цени од претходно и ќе пораснат, меѓутоа поентата беше да искористиме таа прилика да купиме по поевтини цени за нашите клиенти. Ние сме тие кои што сме проактивни, ги повикуваме кој има можност тогаш да докапитализира и тоа се клучните моменти. Сега се случува ли тоа сега го правите ли тоа со Трамп? Го направивме во април. Веќе берзите не му веруваат на него. Го направивме за 2 дена во април. ќе се предомисли, а можеби се тоа е планирано. Интересни се тие, можеби тие луѓе околу него што знаат дека за 3 дена ќе се предомисли, купуваат акции. Некој да ги гледа нашите чекори работата, Некој да ги гледа нашите чекори ќе рече вие со Трамп се. Пошто ние имавме препорака во вторникот. Фактички црн понеделник беше тој така наречен, кога ги објави, овако направи рашум по берзите, ние веќе во вторникот имавме препорак за докапитализација. Тој момент сериозно добро го искористивме за да се купува за купување, да. Имаме акции кои што имаат направено од тој момент исчекор по некој 30-40% плюс денес. Така да таа комуникација е важна е едукацијата на клиентот, значи пошто нашите клиенти се генерално луѓе кои што прв пат почнале да вложуваат акции со нас. Значи претходно немаат искуство никакво. Пред да дојдат во нашите почетници. Значи. Ама некои биле почетници во 2010-11, од тогаш почнавме да водиме портфолија за клиенти. Значи денеска се веќе 14 години со нас, а имаме и клиенти кои што вчера влегле, нели, во вложувања, и поентата тука е фактички добро да го припремиш клиентот за да може да те следи во тие препораки. Велика,
кога ќе дојдат такви моменти, изгледа како на филм, тие холивудските блокбастери свират телефони, паника, гужва, овие што се брокерите се јавуваат. Ќе ти кажам дека така изгледа во Холандија кога е големиот базар за продавање на цвеќиња. Сериозно така изгледа, тоа е една огромна хала, но нема врска со ова што го кажуваме сега. А веројатно порано на времето било така, но сега со новата технологија си седи човек со 4 монитори пред него. Си ја следи продавај, да филмите така, купуе. Добро, Нема, мора све е малку дигитализирано. Мора малку филмот да биде нели да има грув некој за да биде интересен. Инаку како што веле, Коста се е дигитализирано, ја следиш ситуацијата на дугме и тоа е тоа. А инаку е само да се надополнам, не сакав да ги прекинувам, тоа што го даваат они како информација за докапитализација, за сега е време да се купи, сега не е време, тоа е многу важно. Тие информации всушност прават кај клиентите да заработат, односно да своите средства да не им потонат. Ако го правиш тоа сам, ќе ги немаш тие информации или ќе ги добиеш малку подоцна, не со време. Затоа е многу важно да ги имаш финансиски советници кои може да те водат низ сето тоа и затоа е многу важно и затоа јас на моите пријатели никогаш не давам совет, иако знам многу во оваа работа, не им велам јас што треба да се купува и како да се купува, туку ги пренасочувам кон многу постручни и луѓе кои се занимаваат со тоа. Ова околу губењето и печелењето, тука имаш да додадеш нешто? Па не, се такви... разбира дека имало такви. Значи, јас ти велам на почетокот сум почнал со минимални средства. Никогаш не сум верувал во тоа дека треба да возам кола од 70.000 евра за да се чувствувам финансиски слободен, него напротив, поинаку ќе ги вложиш тие средства. И да, сум знаел дека кога паѓа, дури мислам дека последните 2 пати кога паѓаше берзата, кога ќе се чуеме со нив, знаеш дека берза, викам, знам, ајде купиме. Ајде, видиме што да докупиме, затоа што знам дека ќе расте. Ќе ти дадам еден пример добар сега. Види, само кратко само ќе кажам. Купуваш акции од фирми кои реално постојат. Ги познаваме, користиме производи од нив, така. И гледаш дека тие се случува, работи индустријата, врти машината. Не е дека купуваме нешто што ни е фиктивно и не знаеме каде постои. Така. Значи, и знаеш дека во еден даден момент, точно има криза, паѓа, но фирмата и натаму произведува. Дали се тоа лекови што ги користиш, дали се тоа гаджети што ги користиш, дали е тоа реално во светот прехрамбена индустрија, се. Свесен си у еден даден нормално, кога поминеш оној момент на едукација финансиска, свесен си дека тоа ќе функционира. Прашањето секогаш ми било, а што ако пропадне и едно, и друго, и трето, и четврто, и пето, и сите тие фирми кои што се дисперсира, нели со свет. Па викам тогаш и парите во банка, и твојата кола од 100.000 евра, и становите 7 што ги имаш, нема да ти користат. Тоа е. Примерот. Ке ти дадам еден пример многу интересен за верба и неверба. Ти спомнав дека мајка ми даде приватни пари за да почнам со ова. И во еден период во оние години кога беше здробена македонската берза после 2007, значи во оние годините на европската должничка криза, да речеме таму 11-та, 12-та до 2015 година, депресија, капитулација на македонска берза, ние седиме, работиме се уште во бизнисот, се држиме и сега нема каде веќе нови пари, све здробено паднато доле и викам на мајка ми, дај себе нешто од фирмата, чепни некоја пара, дај, викам нешто, пушти некоја пара. Ајде, добро, пушти, и се ми помага, разбираш, нешто. Пазаров паѓа. Јас се купувам од 2011 до 2015 сум купувал акции. Како доаѓам до тоа? Сестра ми која што работи фирмата незина, ме бара извод од депозитар. Пред година дена. Вика, ми треба извод, вика, да треба да направам некој прекнижување на акции. Видам што се го гледам изводот, го вадам, гледам огромен имот, човече, викам, што е да 50.000 евра имот, викам, од кај излезе ова, знам дека бе некој тотално небитни износи, дури не беше ни квалификувано да се води како портфолио, како износ, како минимум поединачен износ за да го водам. Ги вештачевме назад, ги враќавме кои се купувањата. Купувала со некој
ситни износи по 40, по 50, по 100.000 динари, 170.000 динари беше најголемата поединечна уплата, значи 9.5-10.000 евра беше овој влогот. Од 2011 до 2015 година. При тоа денеска со се дивиденди наплатени дивиденди од околу 10.000 евра и денешна вредност вкупна со се дивидендите околу 70.000 евра на тоа портфолио. Меѓутоа, вербата и невербата. Од 2011 до 2015 година цело време паѓал. И јас знам дека посеќавањата, знам дека барав пред дебнеш од фирмата имаш пред, сега ги гледам приликите се, не можам да не купам комерцијална банка на 1800 се безобразно ефтино, ме разбира. Во еден момент во 2015 година точно на дното, таму има престанато да ми дава пари веќе. Гарант си мислела женава, овој кај мене ме заглави се и фирмата ќе ми ја стави некоја каша, доста е капитулирала. Добро што ги оставила, значи не сме ги ни рачунали, викам тие пари скроз не биле. Простила од нив. Не биле, знаеш што, постепено низ 4 години се собрале 10.000 евра како влог, не биле од некоја значење вајда. Меѓутоа сакам да кажам каков ефект направило, а во одреден момент сигурно гледала ја, слушала, добивала некој патот, се гледала што се случува со берзата и си рекла можда синов мој и не знае баш така добро да работи со пари, па престанала. Знаеш, некојаш своите ќе престанат да верува. Тоа мислам во тоа што го работите. Тоа беа стварно такви зезнати и брутално тешки години и брутално долг период во кој што ни се изречи струката, значи луѓето што работат брокери се откажаа, се преземаат други професии, значи отидоа по банките, по скроз други бизниси, значи останавме премногу малку луѓе што можевме да живееме во тие периоди, кои што од денешна перспектива беа најдобрите периоди за купување. Кажа кои ти се најбогати клиенти, од регионот имаш, од светот имате ли клиенти или само од Македонија? Има тука имаме нешто, дали споменавте диаспора, дали таму они не можат да инвестираат сами? Имаме од странциве, да речам, покретошеме странци од регионов, ајде на Западен Балкан би рекол, пошто ќе спомнам тука дека Македонија е во овој дел на небанкарски финансиски институции, како инвестициски фондови, берза, пензиски фондови, многу понапред од сите земји што сме во оваа... Србија, Албанија, Косово, Босна... Да, и Црна Гора, значи многу. И финансиска писменост тука спаѓа. Да, значи како волумен на вложени средства во инвестициски фондови, во пензиски фондови, берза, развојна берза и така натаму. Значи тука сме доста развиени, имаме клиенти од регионов кои што ги имаме како странски државјани. Меѓутоа имаме и една група на клиенти која што исто така доста интересна за нас, а тоа се клиенти нашници кои што се во странство, не знам, во Америка, во други земји. Објаснете го зошто они таму можат или? Да, има многу логика. Првата логика за нив е тоа што овдека добиваат посветен инвестициски советник, портфолио менаџер за многу мал износ на средства. Значи ако кај нас ние работиме и со 20.000 евра како некој почетен влог на портфолио за да можеме да се бавиме за индивидуални акции, зборувам, инвестициските фондови се многу помали, износите по 50-100 евра месечно може да бидат. Таму, например, во Америка за asset management да имаш личен инвестициски советник испод $1,000,000 не те гледа. Тоа е едниот момент што добива персонализиран пристап, некој му се јавува, некој го комуницира, му дава совети и препораки, а он не е некој таков габарит на клиент како што би се очекувало да биде во Америка. Тоа е едниот момент. Другиот момент е што во Македонија, а и во регионов овдека кај нас, реално овие берзиве не се на такво ниво да се атрактивни за инвеститори како што се американците. Значи немаат толку големи промети, волумени, големина за да му биде интересен. Значи кај нас или на овие берзи во околинава реално се интересни за помали инвеститори, не со некои милиони, милиарди, пошто и да донесеш милиарда од Америка ти не можеш да купиш за $1,000,000 евра акции, значи све да купиш од Македонија денес на берзава, не можеш да потрошиш $1,000,000 евра, него му треба трансакција од десетици или стотици милиони одеднаш да му биде овозможен и влез и лесен излез. Од таа причина, имајќи во предвид дека не се некако вон фокус се овие пазари, тие па даваат многу добра ценовна прилика. Значи овде може да се најдат компании кои што се значајно подценети, значи имаат многу поголема вредност
од она што е нивна објективна вредност, да речеме, при превземање на фирмата, како примерот што го спомнав со Македонија Турист. Се торгуваше на многу ниски цени, се додека не се појави некој интерес за прегрупирање на акционерите, и тогаш добивме веднаш многу добра цена. Така да тие се неколку моменти кои што стимулираат луѓе кои што се од диаспората, и нормално тука шлагот на тортата е нивниот патриотски порив, дека сакаат да имаат нешто во Македонија, сакаат да имаат имоти тука. Дури имавме од барање од еден клиент, те молам, вика, да ми купуваш, вика, акции, вика, да содржат, вика, името Македонија внатре. И се што направи, имаш Мак Петрол, Мак Стил, Македонија Турист. Ме разбира, значи тоа ете некој дури такви преференции има. Нормално се тога не исполнуваме желби, меѓутоа ако има ситуации да може да се поклопат неговите желби со реална пазарна прилика, ги вклопуваме тие ствари и они се чувствуваат добро во таква ситуација. Ето тоа се мотивите. Како се браните од шпекулации, политика, дали и на тоа сте подготвени? Кај берзите тоа е пристап. Политиката може да влие со нагла променена регулатива, поготово кај нас тука. Вчера гледав еден. Добробита и граѓаните и општеството многу малку на нашите политичари. Вчера гледав еден подкаст. Интересите на бизнисмените. Вчера гледав еден подкаст. Инсайдерски информации, тоа е казливо, така? Да, се е тоа регулирано и објективно не може да се користа таква информација за да се дојде до Јас знам информација до заработка. Ситуација која се пушта информација дека одредена банка ќе биде купена за да шпекулативното постапување е за мене, ја мислам шпекулацијата ја гледам како позитивна работа. Значи колку повеќе луѓе шпекулираат на некаква тема, толку е поголем интересот. Ако ние сите шпекулираме во врска со, не знам, Nvidia, така значи дека некаков интерес нешто се случува таму. И ја кога вложувам во определена компанија, фактички шпекулирам дека таа компанија вреди повеќе од тоа што е денешната вредност. Така, ако ја продадам, сметам дека вреди помалку од тоа што е денешна пазарна вредност. Да отидам, сега го изгубив и другиот дел од прашањето околу како се браните од политико шпекулации, од информации кои што се пласираат намерно за да се влие на одредена цена на одредена акција. Користењето на информации исто така е систематизирано согласно законите, мислам. Инсайдерски информации. Да, инсайдерски информации можно е, секогаш има постојат инсайдери кои што знаат информација повеќе, кои што се внатре во компанијата, визави нас кои што сме како инвеститори од надвор. Меѓутоа тоа е доста примери, тоа е казливо, така. Доста во детали е решено со законите, дури има и етички кодекси на кои што сме обврзани дека треба да се користат. Така да шпекулациите се генерално ја ги гледам како добра работа, користиме релевантни и официјални дотоци на информации, значи кога се донесуваат одлуките не се носат на основа на чаршиски муавет, сега седнеме во кафана и ќе си направиме ние муавет дека не знам акција X ќе отиде сега пута 2 пошто не знам голема финансиска групација сака да ја купи, правил интерес, така, значи тоа не е информација на која што ние постапуваме на официјални ценовно чувствителни информации кои што ги добиваме како изворни и точни и верни информации од самите компании. Значи компаниите имаат образ. Доста строга. Значи тука има и казниво за инсайдерски за тие да, и имало случаеви, сега кај нас не знам дали имало тако, меѓутоа во светот и во регионот тоа е сериозни поготово е стегната регулативата после кризата, финансискиот крај. Мислам дека и претходно. Да, претходно во тоа да се обрнало големо внимание. Јас би се надоврзала на тие шпекулациите, пошто Коста ги објасни од негов аспект.
Генерално шпекулациите луѓето ги рачунаат оние моменти кога не знам некој твитнува или имаш поголема популарност за нешто да се купува, се шират муабети баш на чорба муабет, ние го викаме тоа, значи седнуваат луѓе и шпекулираат. Знаеш, ова ќе оди волку, она ќе оди толку, без релевантни информации. Кога купуваат професионалци, они тие првин ги прават анализите на компаниите, на фундаментите, на суштината на компанијата, сите тие битни фактори кои што се мерливи од резултатите што ги дават од финансиските извештаи, а потоа дали на оваа цена е соодветно да се купи, и тука е тоа што го спомна, пошто шпекулацијата како шпекулација секогаш има некоја негативна конотација. Ја го прокоментирав во позитивен контекст, ја мислам дека ја го сметам тоа за позитивно. Меѓутоа, еден друг момент, сега кога одговараше Билјана тој дел од прашањето, ти не праша како ние управуваме со ризиците од шпекулација, што се наши техники за да видиме нешто дека се случува. Ќе кажам дека постојат, значи на добар аналитичар, покрај тоа што ќе направи добра фундаментална анализа на компанијата, дали вреди, не вреди, колку е пазарната вредност и така натаму, треба да направи добра техничка анализа, тоа е оние чартови, графикони кои што обично ги покажуваат по вести кога се збори во овој контекст. И некој што знае да чита добра техничка анализа може да прочита и инсайдерски информации внатре. Знаеш како докторот ЕКГ-то ќе го гледа и ќе види ти изгледаат сите ЕКГ-ња ти се исти, меѓутоа на докторот не сите ЕКГ-ња му се исти. Така да и ние кога ги гледаме ЕКГ-њата на акциите, можеме да видиме и да препознаеме ситуации кога има некакво инсайдерско, мислам не мора да значи дека тоа е во негативен контекст. Еве ќе ти дадам еден пример. Например, имаш компанија која што развива некаков фармацевтска компанија која што развива некаков лек и тој лек го развиваат, ги има информациите за тоа менаџментот, меѓутоа го имаат и некои вработени внатре. И сите тие се обврзани дека таа информација треба да чува во некаква тајност. Меѓутоа, некој некаде може да ја протне таа информација, може да почне да действува, ќе каже на мајка му, на татко му, на баба му, купи акции, имаме се развиваме лек за срце, јак ќе биде продорен во светот за слабење или не знам што иде се такви лекови се актуелни. Почнуваат да се појавуваат, например, на ЕКГ-то кај нас, некои ситуации на зголемени волумени, пропратено со зголемена цена, невообичаени трансакции, кои што и невообичаени волумени, кои што некој што знае да чита, ќе може да го прочита и да го протумачи на таков начин дека можеби има нешто тука во позадината кое што се уште не е обелоденето. Можеби компанијата не е ни созреано за да се објави, ме разбирате. Меѓутоа, може тие такви, тоа се финеси кои што така со искуството доаѓаат. Треба да ги видите, да ги читате. И треба искусен доктор или искусен советник треба да го прочита и тоа од графиците. Рековте дека горе-долу амбиентот, климата, мијето за берзите е добра и финансиската писменост во однос на регионот. Има ли некои работи што може да се направат како совет на партиите кои што после тоа на избори ја добиваат власта, да се олесни, да се мотивира тоа, да се зголеми се тоа што го зборувавме. Дали треба даночни улеснувања, дали треба субвенции, ослободувања? Ме врати на претходното прашање кој што ми избега прејаска. Гледав еден подкаст на мој колега од една соседна земја кај нас и вика во коментарите исто прашање го имаше и вика во некојаш вика за политичарите вика најдобро вика ништо да не прават и вика јас се во моментов ги советувам вика ништо да не прават, вика само доста вака нека не чепкаат ништо, све е супер. Така во нашиот сектор од страна на државата се направени доста добри потези во делот прво на развојот на капиталот, во носење на соодветна законска регулатива. Значи можам да кажам дека законската регулатива по која што работиме и ние и законската регулатива на поширокиот теченители во финансиите, банките, осигурањата, пензиските фондови и така натаму, е целосно согласена со Европската унија.
и работиме во еден добар амбиент во кој што се давани покрај тоа и некои даночни олеснувања за да се стимулираат ваков тип на вложувања. Имаме исто така една коректна структура на даноци. Зборувам за даноците на добивка, но и рамен данок на добивките на фирмите, персонален данок од 10%, односно тој данок на дивидендите, и во делот на данокот на капиталните добивки, иако добивме на мала измена, да речем понеповолна за нас инвеститорите од предходната полево ориентирана партија, која што мислам нормално според идеологијата би беше очекувано тоа да го направи, воведе данок на капитална добивка, која што ако сега мене некој ме прашува и ако би даде вака шанса да дадам некој совет, мислам дека ако денеска може да се тргне воопшто капиталната добивка да ја нема, би било најдобро решение. Мислам не дека е битна во буџетот до Па мислам дека влијае премногу малку, пошто е ограничена само на држање на акции до 2 години и мислам дека таму приходите се релативно мали и мислам според мој вака видување дека воздржувањето од тргување со цел чекање да поминат на тие 2 години прави поголема штета по другите даноци, значи данок на добивка, се намалува трноверот, така да мислам дека тоа би било нешто што би можело да се предложи сега. Инаку и да не се чепне ни тоа, ако се гледа генерално структурата на даноци и амбиентот и законодавството и регулаторните органи кои што се во финансиско подрачје, мислам дека ситуацијата ни е за разлика од сите други области во државата, како што не знам екологијата која што е актуелна или не знам состојба со патиштата, таму нешто се подобрува, значи оние ствари кои што треба да ги подобруваме или во здравството или во образованието. Мислам дека во финансите сме убедливо најнапред и утре да речеме да треба да тргнеме да затвараме поглавја со Европска унија ако почнеме во преговори. Да, финансиите мислам дека може да ги затворат за експресно брз и краток период. Работа што е битна, ретки се тие работи во извештаите на Европската унија кои што имаат позитивни оценки. Една од тие институции која што постојано има добри оценки е Народната банка на Македонија. Знам од новинарски искуства. Да, тоа е. За некои други се не ми текнува, меѓутоа Народната банка секогаш што е добро за стабилноста финансиска и е во контекст на ова што го спомена. Сите регулатори имаат одлични оцени и реално функционираат. Значи имаат и добри закони кои што реално се на снага и во функција, значи не се мртви букви на хартија, туку се реално имплементирани процеси и оперативни, значи функционираат законите, значи чинителите таму работат по тие закони. Тука се значи и Комисијата за хартија од вредност и Агенцијата за надзор на пензиските фондови МАПАС и Агенцијата за супервизија на осигурувањето, значи сите се тоа едно перфектно скоцкани институции. Конкретно колку ќе ги чини луѓето да дојдат да ги советувате, да им бидете инвестициски советници, лични советници, како да инфлуенсери, има и тоа. Инфлуенсираме, не. Јас би одговорила тука. Значи Билјана го води ценовникот. Јас сум по тарифите. Не, ова е конкретно прашање. Сега луѓето сакаат имате на сајт, упатете. Не, точно имаме структура се со законите се решени што све може да наплатуваме како трошоци, така да Билјана може да ги. И која е најмалиот износ, спомена за инвестициски фондови 50-100 евра. Да, тоа пред да почнеме Билјана само сакам да кажам да немаат луѓето идеја и илузија дека мора со 15, 30, 50 илјади евра да влезат, него можат со многу минимални средства, затоа е добро да на некој начин да се инвестира во Македонија. Значи многу мали минимални средства кои понатаму ќе се оплодат. Прво би додала за регулативата. Ова Коста што го зборуваше околу финансискиот сектор е така. Единствено она што би им препорачала на граѓаните е тоа дека треба стварно да внимаваат од кого добиваат финансиски совети.
Многу често доаѓаат клиенти кај нас кои што добиваат финансиски совети од така наречените инфлуенсери. Наспроти тоа што имаат на пазарот лиценцирани инвестициски советници, кои што за да добијат лиценцата, први имаат знаење, второ се регулирани. Значи не може било кој да го работи овој сектор, се знае точна постапка како се станува инвестициски советник, се полага испит, плюс за да се бавиш со оваа дејност можеш да добиеш лиценца и тоа не е баш едноставно да се добие. А од друга страна, интернетот и технологијата ни дава натацна секакви информации и затоа би рекла само тоа да внимаваат од кого ги добиваат советите. Во однос на нашето работење, делување, ние генерално сме најголем дел од она што го работиме се инвестициските фондови, каде што граѓаните можат со мали суми на пари да влезат, се плаќа одредена влезна провизија за цел период на управување на средствата. Генерално се движиме од меѓу 3 и 5% на влез, значи излезни провизии нема, што е многу битно, а во однос на портфолијата, кој што ни се најголем дел, да речеме, од фокусот на работење, таму минималните вложувања се 20.000 евра, каде што клиентот добива личен портфолио менаџер. Во однос на структурата на трошоци имаме влезни провизии, управувачка, провизија на успех и излезна провизија. Излезната провизија, иако можеме да ја наплатуваме, не ја наплаќаме, од едноставна причина што сакаме клиентите, ако се незадоволни од нашето работење, да не ги држиме ради некоја излезна провизија, едноставно да отидат и да си најдат или друг портфолио менаџер или едноставно да не ги вложуваат повеќе парите во ваков инструмент. А од друга страна, за тие клиенти па што се задоволни, а парите им требаат, еве спомена во тек на разговорот дека ни дојде клиент кој што сака имот да купи за своето дете, окей, веднаш ги ликвидираме позициите, му ги сплаќаме средствата, никаков проблем. Значи да нема излезни трошоци. Во однос на влезните трошоци зависи од волуменот и од начинот на вложување и така натаму. Она што е наш бенефит од работењето е провизијата на успех. Значи, ние сме насочени на клиентите да им направиме профит. И нашата награда е дел од нивниот профит. Значи, наплаќаме процент од чистиот профит. Затоа што на таков начин, фактички, стануваме партнери со нашите клиенти. Ако клиентот вложи 20, 30, 50.000 евра и ние додадеме вредност од 10.000 евра, дел од тие средства, поголемиот дел од колачето е за него, наплаќаме 20% на провизија на успех, што значи 20% од чистиот профит останува за друштвото, 80% од чистиот профит останува за клиент. Имате ли joint venture, како се вика, заедничко такви можности? Они да дадат и вие да дадете заедно? Па не, секој си во делот на управувањето на индивидуални портфолија, секоја сметка индивидуална. Значи, секој си има на свој име своји акции, секој си е што викаат башка Тито, башка Јованка. Значи сите си се посебни индивидуални портфолија, тука има влијание и профилот на ризик на клиентот, не различни. Инвестирањето, вие како институција заедно со заради поголема сигурност. Поедноставува многу. Да, сигурноста ја црпиме од тоа што правиме соодветни анализи и тие анализи се користат во купувањето за сите клиенти. Ние управуваме стотици портфолија и сега, значи јас ако направам, ако е добар дил да купам алкалоид во короната на 8.000 денари, е добро за сите, секој што има пари. Така, без разлика или кој што има таков профил на портфолио, ако има некој портфолио за оврзне си, него нема да купа макси, па дури да е без пари да ги даваат. Ова да го завршиме со има ли да вулгаризирам до крај, да се јави некој да не се претвори тоа лично советување инвестициско, кај да купам најефтино книги, која кафана да јадам, да сум и такви прашања има некојаш. Или знаат што е точно, не е делот до таа. Генерално, значи, доаѓале и прашувале. Такви советници се потребни. Луѓето немаат доволно време и сакаат да знаат кај можат најдобро да јадат, најдобро да...
генерално знаат дека работиме со финансиски инструменти, генерално, да. Се случувало некојаш да дојдат и да прашаат дали давате пари за некаков проект, дека да, пошто им изгледа дека сме финансиска институција и дека сега они имаат добар проект или фирма во која што дали може во мојата фирма да вложите пари, такви прашања сме добивале. Меѓутоа генерално, значи по тоа што сме лиценцирани, тоа што можеме да го работиме, во рамките на Капитал финансиски центар дистрибуираме финансиски продукти, значи нашите колеги се лиценцирани инвестициски агенти, пензиски агенти, застапници во осигурување и така натаму, па со различни институции имаме договори за да ги дистрибуираме нивните продукти, а во делот на Capital Asset Management генерално, значи дури и тоа инвестициско советување во рамките на самото управување на портфолиото, значи ние не даваме совети како совети вложи во оваа акција, вложи во онаа акција самостојно, туку клиентите ни ги доверуваат паричните средства и нашиот тим на аналитичари ги анализира и носат инвестициски одлуки за клиентот. Клиентот е собственик на акциите, а изборот кои акции ќе влезат во неговото портфолио го прават професионалци. И имам актер крши мене, да кажеме нема време да се бави со своите финансии. Едноставно бидејќи си е професионалец во својата дејност, иако има многу знаење во делот на вложувањата, сепак нема време секој ден да седнува и да ги гледа финансиските извештаи кога ќе излезат, да ги анализира компаниите и така натаму. И нашата улога тука на пазарот е за таков тип на клиенти кои што од своето работење генерираат пари да управуваме за нив. Значи акциите се на нивно име, собственици се самите вложувачи, едноставно имаат професионален портфолио менеджмент кој што ги носи инвестициските одлуки. Колку време одзема тоа? Конкретно прашање, или веќе мислам дека зборуваш за тоа, или ќе се јавува еднаш, два пати во годината по потреба? Вие информации постојано им праќате, така? Значи клиентите едноставно може воопшто да не се занимаваат со вложувањата. Имаме и клиенти кои што буквално ги имаат доверено средствата и едноставно ако ќе ги добијат извештаите на секои 3 месеци, добиваат извештај точно кои компании ги поседуваат, по која цена им е купено, дали се наплатени дивиденди, значи ние им даваме на секој квартал детален извештај за нивниот имот. Тоа што имаме клиенти кои што воопшто не се разбираат од инвестирање. Значи, човекот, например, имаме луѓе кои што се едуцирани, доктори да речеме, кои што поима немаат како функционира пазарот на капитал, добро заработуваат и си имаат портфолија. Задоволни се, значи минимум знаење имаат, затоа што сме ги едуцирале, да не следаат кога ќе дадеме препорака да довложат, ама никогаш не прашуваат нити во која компанија, нити зошто во оваа компанија, затоа што значи јас кога одам на доктор и верувам на мојот доктор, не поставувам прашање дополнително. Последни две прашања, чуму ке сте ни со вештачката интелигенција, може они сите вие работи да ги прават? Добра тема, баш. Што ќе се случува со парите, ќе бидат виртуелни, нема да постојат, нема да има кеш и каде треба во овој момент и во блискини да се инвестира храна, енергенци. Повелете со тоа завршувам. Вештачка интелигенција е добра тема. Само поблиску до вештачка интелигенција е добра тема. И еве и ние се едуцираме на таа тема. Утре имаме едно сат и пол некој тренирање од една соседна не соседна, тука берза од регионов, која што има нека конференција на таа тематика околу 2-3 сати. Така да тоа е сериозна тема. По однос на прашањето каде и што да се инвестира, тоа е баш она тековна работа, некоја инвестиција што вчера изгледала или некоја компанија што не изгледала интересно, можеби денес да влезе во фокус и работите да се менуваат динамично, генерално за она што било минати периоди наназад, да речем во контекст на зголемена инфлација, тука добро помина финансискиот сектор, банките, да речем акции од банките беа доста добри.
Технолошкиот сектор исто така во изминативе години, посебно после короната, значи 2020 во овие изминатите 5 години има фатено скрос нова динамика. И сега вештачкава интелигенција влегува во комбинацијата и таа ни дава и некои можности за инвестирање во вештачки интелигенции. Меѓутоа мислам дека може и да ни даде и очекуваме да ја најдеме нејзината примена и во искористување на капацитетите на вештачка интелигенција за да обработиме поголем број информации и да добиеме подобри да добиеме видување на нештата од подобра перспектива. Не верувам дека во овој дел ќе може вештачката интелигенција комплетно да субституира, како бидење што спомна претходно за преведувачите, преводот едноставно го ставаш и тој ти го преведува без никаков. И таму има проблем. Добро, мислам ќе се усоврши. Да, овдека не гледам да речам таков проблем. На крај на денот и во која да е професија и да пенетрира повеќе вештачката интелигенција, сепак луѓето кои што ја контролираат, мислам кои што се професионалци во тоа, ќе треба да действуваат во најмала рака како тренери и мотиватори, а ние тоа го правиме и сега без вештачка интелигенција, значи ние збориме за овие ствари, ја ставаме темата на маса. Ником можеби ова што ние го збориме, што го слушаат луѓето, ќе ги поттикне луѓето да прашаат вештачката интелигенција, а што мислиш за инвестициски фондови? Дали има во Македонија? Дали ми се исплати? Дали е подобро од банки, па да видиш што ќе му каже. Ме разбира, значи тоа се вештачката интелигенција наредно ќе помогне во. Треба како шанса да ја гледаме, некако Дефинитивно голема една вештачката интелигенција една голема шанса. Јас силно верувам дека вештачката интелигенција ќе го направи светов едно подобро место за живење и поудобно и ќе возможи повеќе услуги и поголем комфор и поголем комодитет за луѓето. Впрочем, така беше и со интернет револуцијата. Така, интернетот или со компјутерите. Луѓето во 80-тите или крај таму почетокот на 90-тите години кога им ги донесла компјутерите, во големите предпријатија ги ставиле ги држале во магазин, не ги ставиле во потреба, пошто мислеле дека кога ги стават компјутерите, сите ќе треба компјутерите сами ќе работат. Така и со интернетот, така и сега со вештачката интелигенција. Добро, тоа историјата се повторува и лумпен пролетаријатот што било кога се појавиле првите машини ги кршеле, нели тие велики. Имавме ние во крајот на 90-тите кога бев средна школа во Корчагин, имавме на америчка донација негде 97-ма, 8-ма, 9-та негде тоа време. Донесоа Macintosh компјутери Apple. И тие беа тогаш почна да ги прават малку пофенси, со некои продзерни пластики, со шарени пластики. И доаѓаме, влагаме во еден магазин во школото, деца бевме во средна школа и гледаме таму и директорот века да си имал као компјутери. Не бе, оставете усисивачите, не се зезе. Значи директорот во тоа време мислеше дека се тоа усисивачи дека му ги дали од USA. Macintosh да, тоа е врвни компјутери, значи така е перцепираме, можеби ли некој ја гледа и вештачката интелигенција, меѓутоа таа ќе направи да биде подобро, како нештата бидат подобри, како што впрочем и компјутерите и таа информатичко-технолошка еволуција или револуција ја гледаме и ја живееме во. Лилич, глумците нема да бидат заменети ни холограми, ни киноци не помагаат, ама ова со парите е кеш. Во киното да. Во киното да, а и то сега да видиш во кино што се случува, Столе. Физичко го минува, значи само седнуваш и буквално те носи во светот на кинематографијата внатре во 3D свет. И тоа може да биде многу страшно, се игра многу силно со емоциите на гледачите. Во театарот тоа нема да биде возможно, затоа што се уште живиот актер ќе мора да стои на сцена. А и то во сегментиве каде што се финансиите, здравството и така натаму, се согласувам дека може многу да помогне, но мислам дека ќе скрати многу работни места. Ќе видиме што ќе донесе тоа, можеби во секој случај таа вештачка интелигенција треба да се храни со информации. Но мене само ми е страв кој ќе ја храни и со какви информации ќе ја храни. Тоа е. Значи повторно зависи од нас дали ние ќе искористиме за позитивно или за негативно. Но, како што велат, србите живи били па видели, така. Коста Костадиновски, Бијана Станковска-Арсова и Дејан Лилики. Ова беше се за парите. Ако сакате уште нешто да
додадеме, да зборуваме, да ги пратиме трендовите, динамиката. Ќе имате можност и други подкасти да слушате, да гледате заедно со Capital Asset Management и Capital Финансиски центар. Тоа беше се. Поздрав. 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 Благодаря.